Во продолжение, Боро Цветковски, менаџер на Virtus Elias, овластена компанија која менаџира со стамбени објекти. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, благодарам на поканата. Од стамбените згради кои вашата фирма ги управува, ги менаџира, колку од нив имаат функционални системи за противпожарна заштита? Кога последен пат сте ги контролирале и дали е тоа ваша надлежност? Вака сега, во однос на надлежностите, да. Тоа спаѓа во делот на одржување на заедничките инсталации во објектот, што значи дека и хидранската инсталација, вклучително и елементите од истата, се во делот на обврските кои што и управители, и ние како управители, нели, условно кажано, не условно, него де фактички кажано и председателите на заедници на собственици, е дел од опремата која што треба да биде одржувана. Во однос на ова што ме прашавте, во кои објекти и кој е тој процент на објекти каде што истата е во функција, не е висок тој процент, од аспект на имање на елементи од хидранската инсталација. Може ли малку по-конкретно? Прво, не сум сигурен дека добро ве разбрав. Хидранската инсталација станарите се надлежни за безбедноста во нивната зграда или пак фирмата управител? Вака, ние постапуваме врз основа на одлуките што ги носи мнозинството собственици. И обврските врз основа на тоа се директно на станарите и со самите договори кои што ги потпишуваат со нас ни ја предаваат таа обврска. Значи, тука да бидеме јасни. Да се знае точно дека обврската за одржување на било каква заедничка инсталација во објектите за стамбено живење е на станарите, преточено преку ако имаат ангажиран управител или ако се самоорганизирани преку заедница на станари. Во тој случај, ако се случи, не дај Боже, катастрофа или трагедија или пожар во стамбена зграда, кој ќе биде одговорен пред властите во понатамошна кривично правна постапка? Управителот на фирмата што го одржува или мнозинството на станари? Се вака, во случај на такви настани, одговорноста ќе падне на управителот или на председателот на заедницата на станари. Ако немаат ангажирана фирма? Ако немаат ангажирана фирма, ако се самоорганизирани. Председателот на заедница на станари. Тоа е едноставно. Така. Има згради стамбени што познавам што ниту имаат фирма управител, ниту имаат организирана, немаат ни председател на станари. Добро, но тоа го е во делокругот на обсервација и за тоа се грижат инспекторите за домување при општините кои што им наложуваат. Добро, кажете ми, рековте, не е висок процентот на стамбени објекти кои Virtus Elias ги оперира, ги менаџира, а имаат функционална хидранска мрежа. Може ли конкретен одговор да добијам? Што сакам да кажам со тоа? Хидранската инсталација е, нели, тие цевките што ги гледаме по ходниците, кои што на секој спрат завршуваат со хидрански орман. Во добар дел од нив вода има, но во хидранскиот орман ги недостигаат опремата, хидранската опрема недостига. Што ги прави неупотребливи? Бидејќи ако нема црево, попусто е водата, нели? Точно. Значи не се функционални. Па тоа и за тоа го кажав дека е низок процентот. Колку е? Може ли конкретно да кажете колку објекти менаџирате, во колку има употреблива хидранска мрежа? Еве како слика на државава во која живееме. Па ние околу 30% е каде што објектите со кои што ние управуваме се со комплетна хидранска опрема и функционална хидранска инсталација. Употреблива? Значи, под употребива што се подразбира? Да настанува инцидент, може да се активира на тој спрат или етаж хидрантот, за да, нели, превенира или го пролонгира времето да тој и го спречи ширењето на пожарот на тој етаж. Како го објаснувате ова? Што ги прави тие 30% жителите во тие станарите, во тие 30% посвесни се за безбедноста, поодговорни се, поимотно, подобро стојат? Се е во свесноста, се е во начинот на кој што се ја доживуваат зградата,
Тоа се добри примери кои што и нас, конкретно мене како управител и моите колеги во Virtus Elias не прават да сето тоа го пренесуваме на останативе објекти каде што тој процент е помал. Тука има голема улога и годината на градба на објектот. Значи, нови објекти, кога ги предаваат инвеститорите, ја предаваат и комплетно хидранската опрема. Таа организирано се зема, се договара и се менаџира начинот на нејзино чување на местата каде што треба да биде. Сите станари се веќе свесни дека тоа е нешто нивно и дека треба да го чуваат од кражби, кои што... Колку чини еден таков сет? И зошто го крадат? Си го носат, си го употребуваат приватно? Тоа зошто го крадат е ниска совест, немање чувство дека со кражбата на таков тип на опрема само загрозуваат безбедност на многу луѓе. Колку чини, тоа е од 50 на евра па нагоре, во зависност што од тие елементи недостига. Добро, трагедијава во Кочани веројатно дали ве натера, дали ве принуди да објектите кои вие ги менаџирате, бидејќи сами одвелите, на крајот вие сте како управител одговорен пред законот во случај на не дај Боже ситуација. Точно. Дали во овие неколку дена се обративте кај сите стамбени објекти што ги менаџирате и побаравте од нив да се согласат да ви дадат право, да ве овластат да ја обновите, да ја ставите во употреба хидранската мрежа? Тоа интензивно почнавме да го правиме и на дневна база веќе го правиме и во, не можам да кажам, и не сакам и да го спомнам и тој момент, во комуникации со инспекторите за домување, кои што сето ова го наметнуваат како наратив, кој што не треба да биде само реакција по инциденти, него треба да влезе во општа пракса, која што ќе биде најнормална работа и ќе влезе во годишните и е влезен во годишните планови за одржување и ќе се биде на позиција која што ќе биде примарна во однос на одржување на системите кои што ги има објектот. Меѓу другото, еден од системите е и противпожарните системи. Видов дека објектите кои ги менаџирате во нив поставувате правила на куќен ред. Не успеав да забележам дали таму постои обврска за вршење проценка на ризик од пожар во зградата. Дали се прават такви, дали има законска обврска за тоа согласно законот за домување кој ја регулира вашата работа? Или пак нема обврска да се прави проценка од ризик во еден стамбен објект? Проценката на ризик е нешто што го уредува овие правилниците кои што ги има за заштита во пожари, каде што таму се категоризираат објектите. Така да нешто како и моето искуство да ние правиме проценка на ризик или да го тоа преку нас станари ве организираат, до сега не било случај. Предпоставувам дека тоа е нешто што во самиот проект при изведба на зборуваме се за новите објекти, тоа сето го има и врз основа на тоа и поставена таков тип на инсталации и такви системи за противпожарна заштита. Сега ние се држиме само за хидранската мрежа, да, но сакав да ве прашам, се фокусиравме на хидранската мрежа, меѓутоа еве. Има повеќе системи. Што е со евакуацијските патишта на пример? Дали сте ги контролирани, дали се проодни? Во новите објекти евакуационите планови се такви какви што треба да бидат и нели истите се соодветно во таа кондиција во која што треба да бидат, што не е случај за објекти кои што се со постар век, каде што да речеме нашата немарност како станари е да одредени, не знам, коридори се затвараат од безбедносни причини, се узурпираат противпожарни скали и на тој начин се нарушува евакуациониот план кој што Како се справувате со тие станари кои на некој начин ги узурпираат? Со пријави до соодветните општински инспекторати. И за колку време реагираат општински инспекторати? Тоа е веќе не би... Од вашата пракса, еве, кажете случај од вашата досегашна пракса на менаџирање.
Па Се интервенирали или воопшто? неблагодарно е да лицитираме со време. Интервенираат, значи интервенции постојат, но сега за 10 дена, за месец дена, мислам Додека еден дека е инспектор излезе неуместно. да интервенира, некој друг станар поставил нешто друго, веројатно, не бе кој си скептик. Така да не би се фокусирал јас на колку време инспекторите реагираат, колку што би Свеста на граѓани. свесноста и свеста на станарите да се покачи. Тоа е на што треба Меѓутоа, да се веројатно, работи. системот треба да ја поттикне свесноста. Без казни, веројатно, таа свест нема да созре никогаш. Веројатно, така и во другите подцивилизирани општества од кај нас. Видете, јас- Бидејќи луѓето се луѓе и тука и таму. Не знам, нашата работа е со луѓе, ние работиме со станарите на дневна база и Како ги тоа што едуцирате? ние можеме да го кажеме дека сепак е индивидуална работа свеста, знаете, тоа зависи од мене, зависи јас колку ќе бидам на ниво на задачата како станар во одредена колективна зграда и ако ги почитувам правилата и со моето живење и битисување што се вика не му пречам на другиот, ниту му ја загрозувам безбедноста на другиот, јас сум успеал во своето. Дали постојат во Скопје згради кои имаат автоматски системи за автоматско известување, аларми за пожар, например? И дали се во функција? Сите, значи тоа нели сега тоа е малце поголема, се зависи колку е комплексен самиот објект. Ако е објектот со подземни гаражи, ако е така изведен како градежна ценила, во тој случај постојат повеќе типови на дојави на пожар. Меѓу другото, едната вие што ја кажавте, таа е дојавата на противпожар во заедничките простории, има исто така истиот систем е поврзан и со дојавата на пожар за во гаражите. Имаме објекти каде што и без тоа што немаат гаражи под нив, но инсталирана е противпожарната централа, која што има своја сирена, има детектори на секој спрат, кој што, нели, тоа е наративот. Јас како станар забележувам дека има пожар, го уклучувам детекторот за пожари, почнува зградата да пишти, се исклучува главната склопка за електрична енергија. Тоа е една од постапките кои што би се правиле треба да се прават во такви немили настани. Добро, што е според вас, еве, како фирма која долги години се занимава со ова, најголемиот проблем, освен свеста и совеста? Едукација. Само едукација. Кој е надлежен да врши едукација согласно законот за добување? Има ли надлежни служби или тоа е оставено така? Процес на зреење. Значи едукација од наша страна, значи први ние самите како управители да знаеме како што е можно повеќе да собереме знаење и сето тоа на правилен начин да го непрекинато пренесуваме на нашите клиенти. Општините се тука, службата на град Скопје, противпожарната служба на град Скопје, координираните акции, како кампањи, каде што се нели училиштата, средните. Се соочувате ли на дневна база со станари од различни објекти што ги управувате, кои не сакаат да ги следат, например, одредени прописи, или пак кога станува збор за заедничките простори, бараат пренамена, не само што ги узурпираат со некакви елементи или нешто изнесуваат од влезот што не треба да биде таму, туку на друг начин го пореметуваат нормалното функционирање на еден стамбен објект. Тоа е една од главните работи кои што се обидуваме да објасниме преку свесните станари во еден објект е дека секое реновирање, секоја преадаптација на посебниот дел треба да биде направена од стручни лица и пријавена соодветно во соодветните општини. И да биде направена на начин што со реновирањето на мојот стан јас не ви ја нарушам безбедноста на вашиот стан ако сте вие мој комшија. Ме разбирате? Тоа е нешто што е многу важно и тоа е законски уредено, но треба и да му помогнеме, нели, треба да им помогнеме и на инспекторите, ме разбирате. Како ја оценувате соработката со општинските служби? Рековте неблагодарно е да лицитирате со време, меѓутоа еве ве прашувам колку е ажурна општината кога барате помош од нив, бидејќи некогаш сте упатени на соработка. Нели мора да се координирате локални власти, фирми, управители и станари?
ние лично јас како дел од компанија лиценцирана за управување со стамбени објекти имам добра соработка со сите инспектори во град Скопје. Ние сме фокусирани на градот Скопје како компанија. Дали бројот на инспектори за домување по соодветните општини е доволен? Воопшто не е доволен. Ова е комплексна интердисциплинарна проблематика со која што ние ја работиме и е уредена со законот, да акцент треба да се даде поголем од страна на општините, како сето тоа би било и овој делот што го реков, и едукативниот, но и казнениот дел да се бидат на степен повисок од овој што е сега во моментот. Велите добра соработка, меѓутоа не достигаат инспектори. Значи се чека. Не може да имате добра соработка ако немате редовна комуникација, не може да имате редовна комуникација ако не достигаат луѓе. Или не? Како да ви кажам, да. Се од страна на инспекторите редовно се излегува на нашите пријави, но тоа би било многу побрзо во случај да нивниот број биде поголем. Борот Цветковски, Virtus Elias, компанија лиценцирана за управување со стамбени објекти, ви благодарам за гостувањето и за пораките кои ги испративте. Благодарам многу.